Колку кардиохируршките интервенции го подобруваат текот, но и квалитетот на животот на пациентите, но и за улогата на кардиоанестезиологот во предоперативниот, оперативниот и постоперативниот процес при кардиохируршки процедури. Во студиото разговарам со мојата гостинка, примариус, доктор по медицински науки, Бети Костадиновска-Јордановска, специјалист по анестезиологија со интензивно лекување. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. И веднаш би сакала да се надоврзиме на претходните прилози и линковското вклучување, па да одговориме на прашањето како топлото време влие на кардиолошките, односно кардиоваскуларните заболувања. Па најпрво само би сакала да кажам дека кардиоваскуларните заболувања спаѓаат во еден тиво кубец, односно со најголем процент на причина за смртност кај населението на глобално ниво. Повеќе од 37% се одговорности за смртност, односно над 17,9 милиони жители умираат од кардиоваскуларни заболувања на глобално ниво. Во Европа околу 47% е процентот на смртност, додека нашата земја процентот на смртност од кардиоваскуларни заболувања е повеќе од 50%, значи околу 23.000 жители умираат од кардиоваскуларни заболувања. Групата на кардиоваскуларни заболувања е една поголема група кои што спаѓаат од пациентите со исхемична болест на срцето, со болести на периферните крвни садови, аритми, кардиомиопатии, исто така болести со валвуларна патологија на срцето. Сите тие е една голема група на заболувања кои што го фаќаат кардиоваскуларниот систем. Топлото време, секако, како и на сите граѓани, така и поготово на пациентите со еден од типовите на кардиоваскуларно заболување и како влијае, односно пациенти кои што имаат најчесто срцева слабост, дали имаат нерегулиран крвен притисок, секоја промена нагла на температурата, поготово високите температури со кои што се соочуваме повеќе во последниве неколку години, и како влијаат на начин со тоа што предизвикуваат една дилатација на крвните садови. На тој начин самиот организам се штити, односно го лади телото, меѓутоа од друга страна доведуваат до дехидратација, после тоа нерегулирање на крвниот притисок, односно екстремно покачен крвен притисок може да се јави, така да многу лесно пациентите кои што имаат некои од типовите на кардиоваскуларни заболувања да доведат до срцева слабост, односно декомпензација, влошување на нивната здравствена состојба. Некогаш пациенти кои што имаат стабилна ангина, нерегуларното покачување на крвниот притисок може да доведе до појава на миокарден инфаркт, како и некогаш итни ситуации, како например појава на дисекција на аортата, односно распокување на главниот крвен сад. Така да во овие летни периоди, секако, како што и кажаа претходните соговорници, дека е многу битно да ние ги избегнуваме излегувањето на да кажам средината на денот, обично во утринските ранни часови или навечер, да се зема адекватно терапија, секако да земаме доволно течности за да можеме да избегнеме да доведеме до некои компликации. Кога говориме за кардиохируршки процедури, пациентите најчесто имаат страф од самиот тек на интервенцијата, но и понатаму од исходот и постоперативниот период до конечното опоравување. Па би сакала преку овој разговор да ги објасниме дилемите преку улогата на кардиоанестезиологот при овие процедури. Всушност, вие ја проценувате состојбата на пациентот и можноста за компликации. Што е најважно во предоперативниот период? Точно како што кажавте, секој пациент кој што ќе биде примен на нашиот оддел во нашата болница за еден од типовите на кардиохируршка операција се соочува со многу стравови, односно од многу прашања дали воопшто ќе се разбудат од самата операција, каков тип на анестезија ќе добијат, дали ќе чувствуваат болка, текот на самата кардиохируршка операција, што ќе се направи, што ги очекува постоперативно, каде ќе се разбудат, дали во тек на самата операција може да бидат будни, така да ние
кардиоанестезиолозите имаме многу голема улога уште при самиот прием на пациентот, кога нели ја правиме и нашата предоперативна визита на пациентот, каде што не само што земаме детална анамнеза, односно да кажам по системи, све што пациентот има од сегашната болест, нивните минати заболувања, фармаколошка анамнеза, се што зема од терапија, претходни операции, алергии, се што може да има и претходно од болести кои што ги има прележано самиот пациент, ние секако со разговор на пациентот, со објаснување се што ги очекува, со што може да се соочат самите пациенти, влимаме една сигурност и доверба. Не само во нас како кардиоанестезиолози, меѓутоа и во тимот на кардиохирургија, кој што секако го сочинуваат од кардиолози, кардиохирурзи, среден персонал, помошниот персонал, болничари, физиотерапевти, перфузионисти, инструментарки, анестетичари, така да комплетно медицинските сестри, на интензивна, на оделение кардиохирургија, така да мислам они се стекнуваат со комплетна доверба во нашиот тим. Вообичаено се вели дека добар анестезиолог е половина завршена работа, што значи дека улогата на кардиоанестезиологот, која што ја има тој во текот на операцијата, е клучна. Всушност ја следите, нели, состојбата на пациентот во текот на операцијата. Зашто конкретно сте одговорни? Па ако веќе во тек на една кардиохируршка операција велиме дека кардиохирургот е видливиот дел од операција, ние како кардиоанестезиолози се чувари на животот, односно на виталните функции на самиот пациент. Улогата на кардиоанестезиологот е многу голема, нашата улога започна уште пред предрезот да се направи на самата кардиохируршка операција. Во тек на самата операција ние сме одговорни за следење на виталните функции на пациентот, од срцевата функција, пулсот на пациентот, какво е дишењето, колкава е сатурацијата, односно заситеност на кислород во крвта и останатите витални параметри, така да е многу битно да ние обезбедиме стабилен пациент, за да може да биде кардиохируршката интервенција во уреден тек изведена во целост. Од друга страна, битно е да имаме координираност и тимска работа. Кога сме кај тимската работа, сакав и тоа следно да ве прашам, бидејќи станува збор за тимска работа, но тимска работа секако, но при воредна состојба во текот на операцијата, дали кардиоанестезиологот е лидер во справување со состојбата и всушност што значи стабилна состојба на пациентот? Ние без тимска работа нема успешна кардиохируршка операција, така да улогата на анестезиологот е секако многу битна. Лидери како во одредени ситуации воредни секако сме ние како кардиоанестезиолози, затоа што во одредени непредвидени ситуации, дали ќе бидат масивни крвавења, после тоа пореметување на ритамот, проблем со дишните патишта, проблем со крвниот притисок, тогаш ние преземаме водечката улога. Одговорни сме што значи за стабилизирање на состојбата на пациентот. Во делови од секунда ние треба да итно реагираме, да со соодветна терапија и све да го доведеме пациентот во стабилна состојба, заедно во координација со останатите членови од тимот, за да може кардиохирургот успешно да ја изведе самата кардиохируршка операција, нормално да имаме на крај стабилен пациент со стабилни параметри, да биде адекватно обезболен, заспан во текот на самата кардиохируршка операција. Меѓутоа, која е разликата помеѓу итна и планирана кардиохируршка интервенција? Каква е вашата улога во двете ситуации? Улогата на кардиоанестезиологот секако дека е битна и во една планирана кардиохируршка операција, секако и во итна кардиохируршка операција. Постои голема разлика меѓу планирана и итна кардиохируршка операција, бидејќи би планирана кардиохируршка операција ние како кардиоанестезиолози имаме доволно време да го подготвиме пациентот, затоа што не секој пациент доаѓа со нормална функција на срцето, адекватна терапија,
кој што нели не би требало ние да ја прилагодуваме, да го подготвуваме, меѓутоа повеќето значи од нашите пациенти имаат потреба од предоперативна подготовка значи на пациентите, така да адекватни консултации од други колеги од други специјалности, за да ние ја оптимизираме терапијата и самата општа состојба на пациентот, да адекватно ја планираме самата анестезија, да имаме ние безбеден пациент во тек на самата кардиохируршка операција и нормално и во постоперативниот тек. Од друга страна, кога имаме итни кардиохируршки операции, дали се работи за пациенти со акутна дисекција на аортата, потоа имаме со акутен инфаркт на миокардот, кој што имаме ритмолошки пореметувања, некоја механичка обструкција кој што мора итно да се оперираат. Збориме за итна кардиохируршка операција кога некогаш се случаи во раните утрински часови, кога треба целиот тим, значи ние имаме тим од кардиохирург на повик, анестезиолог, цел тим на сестри, перфузионисти кои што треба во период од 15 до 30 минути да дојдат на работното место. Ние во меѓувреме кардиоанестезиологот со тимот од персоналот од интензивна нега да го подготвиме пациентот. Меѓутоа тогаш немаме адекватно време да оптимизираме терапија, сите консултации и све, така да некогаш се соочуваме со многу значи ургентни состојби кога треба да обезбедиме значи стабилност на виталните параметри, да обезбедиме инвазивен мониторинг на пациентите уште при влез во интензивна нега и да се обезбедат крвни продукти, да се погледнат предоперативна еволуација од ехокардиографија, доплерна артерија на крвните садови што го исхрануваат мозокот, периферија исто така да се прегледа, така да се тоа во период од 15 до 30 минути ние веќе треба да имаме пациент во операциона сала. По успешно извршена операција, оперативен зафат, постоперативно продолжувате да ги следите пациентите во одделот за интензивна нега. Што се следи кај пациентот постоперативно и која е вашата одговорност? Што значи добра постоперативна состојба? Самите пациенти уште предоперативна, значи при првиот разговор, тие знаат дека нема да бидат разбудени во операциона сала, бидејќи нашите операции се доста покомплицирани, траат подолго време и заради тоа пациентите доаѓаат заспани во кардиохируршка интензивна нега. Во првите неколку часа, ние она што треба прво да го затоплиме пациентот, следиме какви се неговите витални параметри, од крвниот притисок, пулсот, исто така ја следиме дренажа, да не евентуално крвави, пациентот низ натуралните рединови кои што се ставаат во операциона сала. За тоа секако се битни анестезиолозите кои што ја водат интензивна нега. После тоа, после неколку часа кога се исклучува сон, нас не е битно како пациентот ќе се разбуди, затоа што сепак не е битно да имаме буден, свесен пациент. Понатаму ги следиме во наредните денови, секако уште ден-два додека останува во нашата интензивна нега, адекватно да се исхранува, да го мобилизираме, физикална терапија на почеток, да почнеме уште на првиот ден постоперативен, се мобилизираат пациентите од рап на кревет, после тоа и во стол и нормално понатаму нашата улога е не само во интензивна нега, него и понатаму до префрлање на оделение и на крај до одење на пациентот во домашни услови. За мене, но верувам и за гледачите, но и за пациентите, најважно е прашањето колку всушност кардиохируршките интервенции го подобруваат текот и квалитетот на животот на пациентите. Па искрено можам да кажам дека многу. Ако имаме ние пациент кој што доаѓа и он не може да изоди 10 на чекори без да осети замор, кој што чувствува градна болка, да кажам некогаш не може основните активности низ дома да ги врши, после навремена и успешна кардиохируршка операција, тие се враќаат многу брзо во својот нормален живот, ги обавуваат своите нормални активности, односно со пол капацитет го живеат понатаму животот. Што значи дека не треба да се плашат од кардиохируршки интервенции, туку да знаат токму со
таквите интервенции ќе си го продолжат животот, но и ќе го подобрат квалитетот на животот. Секако. Страф не треба да постои. Да, би сакала крајот на разговорот да го заокружиме со она што значи превентивни мерки. Кој ќе биде вашиот совет или апел до гледачите на што треба да внимаваат, затоа што велиме дека превенцијата е половина здравје, па да не дојдеме до несакани компликации кои што ќе не доведат и до хируршки интервенции. Точно така е. Мислам, како што каже и професорот Николич во интервјуто, превенцијата е половина здравје. Анестезиологијата е таа која што се грижи за секој очекување на срцето, секој издив, меѓутоа тоа е збориме дека кога ќе дојдеме до кардиохируршка операција. Но ние треба да се бориме за секое здраво срце секој ден, поаѓајќи од превентивните мерки, односно здравиот начин на исхрана, физичката активност, избегнување на пушење, редовна контрола на крвниот притисок, редовна контрола значи на шеќерната болест, така да поготово и нормално правење на превентивни прегледи. Значи, ние треба да го слушаме секој пациент своето тело. Значи, не треба да чекаме да ни се појават симптоми. Затоа постојат превентивните прегледи, односно да не се плашат луѓето да ги посетуваат поаѓајќи од матичните доктори и нормално понатаму интернистите, така да со тоа ние би обезбедиле, значи да се навремено превенираме, да не дојдеме нормално до понеубави последици, односно да стигнеме до кардиохируршки операции. Да не се плашат од медицината, да веруваат на нас докторите, бидејќи ние сме тука, постоиме и за нив и се бориме за секој човечки живот. Прво ќе кажам да имате што е можно помалку пациенти на кардиохирургија, но веќе кога ги имате, да имате излечени пациенти со добра здравствена состојба кои среќни и задоволни ќе си заминат по секоја кардиохируршка интервенција со подобра можност за квалитетен живот понатаму. Благодарам. Секако ние како тим сме сите среќни кога имаме среќен и задоволен пациент кој што после 4 или 5 дена постоперативно станат на нозе си оди дома. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство и се надевам дека одговоривме на многу прашања кои што не им беа можеби познати на нашите гледачи. Ви благодарам на поканата.